И еве неповторно заедно со вас. Ви подготвивме уште едно издание од емисијата Пријатели збогатено со едукативни содржини. Се надеваме дека ќе ви се допаднат денешниве содржини, па затоа гледајте до самиот крај. Довели сме мале немачки шпицеве. Ние донесовме мали германски шпицови, две женки и еден мажјак. Едно жолто-црно и едно со црно влакно. Тие се женки, а жолтото е машко. Не се воопшто тешки за одржавање, ние ги одгледуваме на 6 спрат. Еднаш во 10 до 15 дена се чешлаат, нема да имате ни многу влакна. Неćete imati ni dlaka. Околу карактерот се како кој. Повеќето се како деца, но не се сите деца добри, па затоа не се ни сите шпицеви добри. Nisu ni sva deca fina, nisu ni svi psi fini. Jedu uglavnom ovu purinu. Јадат кучешка храна и тоа е тоа. Oni su izabrali od svega što smo im nudili i to je to. Од каде се донесени кучињата? Pa evo, prvog špica smo... Првиот шпиц го донесовме во 2010-та, овој жолтиот е 2009 година, него го зедовме веќе порасно. А женките ги зедовме од мали, сега пред околу година, година и пол. Ženke uzeli sad predno otprilike godinu i po dana. Дали често одите на изложби заедно? Многу често. Vrlo. И кои се вашите најголеми успеси? Pa uglavnom gde... Па можем да речем каде да се појавиме ние, земаме се. Ова звучи малку нескромно од моја страна, но тоа е така. Еве пример оваа женка, жолто-црна, минатата година со неја бевме на изложба во Белград. Таа се уште се водеше во групата на Junior, а зеде Боб за големи кучиња. Таа зеде и Junior Боб или тоа што го викаат првак во класа на млади. Но го зеде и Бобот за возрастни кучиња, мислам дека се надпреваруваше со 4 кучиња, а оваа година истото тоа го направи овој жолт мажјак во Белград, така да ќе видиме. А дали излеговте тука во рингот? Да, и тука излеговме во рингот и се зедоа, се што може да се добие. Значи сега се борите за Best in Show? Jest. Да, само што мажјакот со овој цацип што го доби денес македонскиот, го затвори интернационалниот шампионат, овој жолтиот мажјак, затоа што тој има 2 руски шампионати, има српски, па еве сега сето тоа го затвори. Tako da je se zatvorio sve sada. Супер, дали може да ни кажете нешто повеќе околу карактерот на овие кучиња? Pogledaj ih, živi Погледни ги, живи се баш како уклучени во струја, многу се активни. živi. Агресивност воопшто нема? Не се тие агресивни кога би ги пуштиле да се дружат со нормални кучиња. Тие живеат со бернардинци во станот, значи во станот 100 квадрати кој се наоѓа на 6 спрат, живееме ние со 5 шпицеви, еден бернардинец, една мачка и една феретка. И сите се сложуваат супер. Дури со 2 мажјаци кои се конкуренција околу парењето, немаме никакви проблеми. Каде потекнуваат овие кучиња и нешто повеќе околу потеклото? Jako stara. Многу стара раса, таа е една од изворните раси, само што овие нашите се од малку поновите. Изворниот шпиц има долга уста и долги уши. Беше пред малку баш еден таков бел шпиц. Овие се малку изменети со помали уши и многу подобро влакно. Ovo su već malo modifikovani sa skraćenim njuškama, skraćenim ušima i mnogo boljom dlakom. Овие се моментално побарани. Jest. Да, и се многу популарни и многу повеќе се бараат. Više se traže. I jesu lepši, a sad Популарни поради популарното куче Бо, што беше на mnogo su интернет. popularni. Добре, ви благодарам за гостувањето во нашата. Hvala i vama. Тука сме со Александар, ќе разговараме за неговата раса на куче. Дали може да ни каже за што се работи? Се работи за златен ретривер, значи расата му потекнува од Англија негде, на овие простори дојде сега брзо. Висината му е таа што има околу 6 сантими, тежината 35 до 40 килограми негде. Од каде ви е набавено вашето куче? Од гледувачница од Битола, од Саше се вика гледувач од Битолаше. И дали често го носите на изложби? А ова му е прва, мале уште, значи година и 7-8 месеци е прва изложба му е. Како поминавте на вашата прва изложба? Немам уште учествувано таму, го немам. Не се уште влезено во Да, ринг? да, не, инаку супер вака како што гледам и други кучи на меѓународна прва тука кај што учествувам. Дали може да ни кажете нешто повеќе околу карактерот на овие кучиња? Многу дружелюбиви, мирни, значи феноменални за тоа. Инаку дома го чувам, значи феноменално дома. Агресивност воопшто што да покаже? Никако. Во самоодбрана мала работа, нешто ама многу мала работа. Дали може да ни кажеш околу негата на влакното? Значи има за нега на влакно шампони посебни што му ги купуваме, храната обичната што за кучине е супер, има како ампули му се дават витамински на неколку месеци
по четврт, по половина како што треба за влакното. Дали за колку време ти одвојуваш за чаткање на ова куќа? Па често секој ден по 2 пати, значи на сабајле и на вечер. Ти благодарам за гостувањето. Здраво, Христија. Здраво. Дали можеш да ни кажеш која раса е ова куќа? Хаска. Ти со твојот татко денес го изложивте куќето на оваа изложба. Како ви се допадна изложбата? Прави многу добро организирано и судите што учествуваат, што оценуваат на изложбата, мислам се од висок ранг. Тоа и вредноста на самата изложба е голема. Како поминавте на изложбата? Па добро, ние освоивме, ова е 15-месечна хаска, освоивме прво место во класа млади хаски. Да сега чекаме крајниот избор да има уште некоја награда да освоиме. Супер. Кажете ми од каде е набавено ова куќе? Ова е од Србија набавен и е меѓу ретките во Македонија по бојата, значи кафеава хаска во Битола мислам дека нема. Колку време одвојувате за него дневно? Па за него најмалку 1-2-3 сати од сабајле до вечер. Благодарам многу за гостувањето и ви посакувам многу успеси во иднина. Благодарам и вас. Сега ќе разговараме со Никола кој што има една од поредките раси на куќија кај нас, но сега моментално во раст. Дали може да ни кажеш за што станува збор? Вака, јас имам расата Чао Чао. Таа раса потекнува од Кина. Значи една од најстарите раси на кучиња е, но е многу ретка кај нас во Македонија и општо во светот. Карактеристична е по плавиот јазик и по опашката која треба да биде над грбот. Колку време имаш своето куќе? Јас го имам околу 2,5 месеци. И од каде го набави? Го набавив од Русија. Русија. Кажи ми дали беше пријавено на денешнава изложба? Не беше пријавена зашто е 4 месеци старо и сега е описна оценката, има, како што знаете, Чаото има многу лош карактер и треба првем да се социализира, па после да се носи на изложба. Значи ви не планираш да го носиш по изложби? Да, сигурно. Вака кој што гледаме добар изложбен квалитет, па дали можеш да ни кажеш нешто повеќе околу карактерот на овие кучиња и оние кои што сака да си ги земат за својот дом, што е потrebно? Значи за карактерот тие се едни од најдобрите гард кучиња, но не се многу социализирани. Значи треба од мали уште да се социализираат, да бидат како што треба. Значи кучињата се добри за мали деца, посебно, значи за чување, за такви работи, но велам дека треба да се социализираат уште од мали. Колку време одвојуваш во денот ти за него? Па во денот сигурно околу 2 часа, час и пол, 2 часа. Значи секој ден го четкам, го бришам со крпа, значи сите работи. Секој ден многу четкаш? Да, секој ден. Ти благодарам за гостувањето. Фала ти. Сега ќе разговараме со Габриел Стивел, генералниот секретар на Кинолошкиот сојуз на Република Македонија. Дали може да ни кажете како сте задоволни од ова денешно представување? Па имаме една доста солидна изложба со добар број на излагачи. Исто така задоволни сме бидејќи имаме излагачи од повеќе држави, имаме излагачи и од соседните држави, но имаме излагачи и од далечните руски држави. Имаме доста руски куќиња, има излагачи и од Полска и од други држави кои не секојдневна работа е да дојдат од толку далеко. Организација како организација е доста солидна. Нормално за секоја изложба се изготвува каталог, поготово манифестација со ваков меѓународен карактер. Има наменето, значи организаторот има наменето пехари за сите победници на раси, имам наменето пехари за сите победници на групи. Исто така интересно ќе биде изборот за ќе избираме значи најмлад хендлер, најмлад водич, односно дете и куче. Со тоа ќе започне нашата програма за избор за најдобрите кучиња, ќе започне со избор за најдобар пар, значи дете и куче. Дете кој е најдобро ќе го води своето куче. Потоа нели ќе имаме избор, ќе се доделат пехари за победниците по раси, па потоа ќе избереме победници на групи и на крајот ќе ги избереме најдобрите млади и најдобрите зрели кучиња. Исто така интересна манифестација имаме јутре, таа ќе се случи во Прилеп, значи во близина на Битола, на 50 километри, да, исто со меѓународен карактер.
Изложбата ќе се одржи кај спортскиот центар Могила и можам да кажам дека во организација на Кинолошкиот сојуз на Македонија оваа година имаме доста манифестации, меѓу кои ќе ги надбројам манифестациите што ќе се одржат во Гевгелија и тоа на 6 и на 7 април ќе имаме во Гевгелија, а потоа имаме уште 3 изложби што ќе се одржат во Скопје, значи од 3, 4 и 5 мај, потоа имаме во мај специјализирани изложби исто така за ловната кинологија, потоа имаме исто така оваа година предвидено специјализирани изложби од расите Доберман, Ротвајлер, државно првенство за германски овчари. А највредно е да се напомене дека имаме кинолошка недела на Охридското езеро, што се одржува традиционално, веќе ќе се одржи по 7-8 пат, која ќе трае 5 дена, значи од 20-21 август до 25 август, каде што ќе бидат присутни, значи, организатори од други држави, каде што ќе бидат присутни многу излагачи од земјите од нашето окружување и подалечните земји. Значи тоа ќе бидат, така да кажам, по престижни изложби. Се одржуваат на самата обала на Охридското езеро. Во овој пат, како и минатата година, ќе се одржат во хотелот Дрим. Исто така можам да кажам дека во септември имаме предвидено неколку изложби, меѓу кои се и изложбите во Скопје што ќе се одржат во хотелот Белви на излезот на Скопје. Тоа се две исто така престижни изложби каде што излагачите доаѓаат за освојување на државни и меѓународни титули. Како што набројав, во наговестување имаме и повеќе специјализирани изложби за повеќе раси, така да Кинолошкиот сојуз оваа година е навистина активен. Планираме, значи, околу 30 манифестации, значи дека ќе имаме плодна кинолошка сезона. Така да сите оние љубители на кинологијата ќе имаат навистина задоволство да присуствуваат на овие изложби, нели како гледачи, како излагачи, како одгледувачи на кинологијата. И така и ние како Кинолошки сојуз ве каниме и вашата емисија да бидете присутни како медиум за соработка понатамошна со цел за унапредување на кинологијата во Република Македонија. Sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Where did you come from, baby? How did you know I needed you? How did you know I needed you so badly? How did you know I'd give my heart gladly? Yesterday I was
I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Kiss me, you sexy thing. Touch me, baby, you sexy thing. I love the way you touch me, darling. You sexy thing. Oh, sexy, you sexy thing. Yesterday, I was one of the lonely people. Now you're lying close to me, giving it to me. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Oh, touch me. Kiss me, darling. I love the way you hold me, oh, yes, it's ladies' night, and the feeling's right. Oh, yes, it's ladies' night. Oh, what a night. Oh, what a night. Oh, yes, it's ladies' night, and the feeling's right. Oh, yes, it's ladies' night. Oh, what a night. A night that's special everywhere, from New York to Hollywood. It's ladies' night, and girl, the feeling's good. Oh, yes, it's ladies' night, and the feeling's right. Oh, yes, it's ladies' night. Oh, what a night. Oh, what a night. Yes, it's ladies' night, and the feeling's right. Oh, yes, it's ladies' night. Oh, what a night. Romantic lady, single baby, sophisticated mama. Come on, you disco lady, yeah, stay with me tonight, mama. Yeah. If you hear any noise, hit the boys, it's ladies' night. Gonna step out ladies' night, stepping out ladies' night. Gonna step out ladies' night, stepping out ladies' night. Yes, it's ladies' night, and the feeling's right. Oh, yes, it's ladies' night. Oh, what a night. Oh, what a night. Oh, yes, it's ladies' night, and the feeling's right. Oh, yes, it's ladies' night. Oh, what a night. On disco lights, your name will be seen. You can fulfill all your dreams. Party here, party there, everywhere. This is your night, baby, and you got to be there. Well, This is your night, tonight. Everything's gonna be alright. This is your night, tonight. Everything's gonna be alright. This is your night, tonight. Everything's gonna be alright. This is your night. you wanna get down? Tell me. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on and Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, Get down on it. come on and Get down on if it. you really want it, Get down on it. you gotta feel it. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Come on and Get down on it. baby, baby, Get down on it. get on it. Get down on it. I say, people, what you gonna do? You gotta get on the groove if you want your body to move. Tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me.
Со нас е член на Сдруженијето за заштита на животната средина Биосфера, Ксенија Јусуфовска. Здраво, Ксенија. Како функционира волонтерскиот систем и кој е проектот на кој што моментално работат волонтерите? Значи, како што знаете, од неодамна во Зоолошката градина во Битола започна да функционира волонтерскиот систем во склоп на проектот Зоо Иноватива заради реконструкција на Зоолошката градина. Јас сум волонтер во Зоолошката градина и заедно со моите колеги работиме на тој проект на Зоо Иноватива. Главна цел на проектот представува зачувување на природните ресурси во прекограничниот регион Пелагонија Лерин, преку креирање на иновативни производи и услуги заради подигање на општата свест. Проектот е финансиран од програмата за прекогранична соработка Македонија-Грција 2007-2013 од Европска унија. Дали досега имате одржувано вакви настани? Да, досега имаме одржано еден настан од ваков вид. Се работи за настанот од 21 март. Овој настан го креиравме по повод денот на пролетта. Тогаш имавме еден убав ден исполнет со сонце, со многу дечиња и многу забава. Дали планирате креирање на други настани од ваков вид во иднина? Планираме, значи сега сакам да ги поканам сите гледачи на вашата емисија да присуствуваат на следниот настан што ќе го организираме по повод на планетата Земја 22 април. Настанот ќе се одржи на 21 април тука во Зоолошката градина, значи во недела. Исто така и волонтерите имаат креирано и театарска представа која што посетителите ќе можат да ја погледнат. Вие сте постојано во Зоолошката градина, па дали започна подготовките за реконструкција на домовите на животните? Да, значи реконструкцијата на Зоолошката градина, како што споменав, со проектот на Зоо Иноватива, реконструкцијата на живеалиштата е започната. Значи ќе се реконструираат 8 живеалишта, значи на 8 животни, билетарницата, порталот, а исто така ќе се креира и фарма која што е релативно ново, ќе биде релативно ново во Зоолошката градина, новитет за Битола. Ксенија, ти благодарим за гостувањето во нашата емисија и ви посакуваме успешно реализирање на проектот. И дојде крајот на штедно издание на емисијата за миленичиња пријатели. За крај ќе ви кажеме еден виц. Лавот ги собрал сите животни од шумата затоа што немало повеќе за јадење, па им рекол: Секој ќе каже по еден виц. Ако сите се насмеат, ќе го поштедиме, но само ако еден не се насмее, ќе го изедиме. Прв бил волкот. Тој кажал многу глупав виц, никој не се насмеал, па го изеле. Втор бил зајакот. Тој кажал многу смешен виц, сите се смееле освен желката, па така го изели и него. Трета била мечката. Таа кажала исто така многу глупав виц, никој не се смеел, само желката се смеела. Зошто се смееш на толку глупав виц? Па затоа што дури сега го свати вицот на зајакот. Се гледаме наредната недела. Чао. Чао.